Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружете се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Јас сум Бојан Јовановски, работам како регионален менаџер за сексуално и репродуктивно здравје во земјите на Западен Балкан. Сум вработен во меѓународната организација за семејно планирање, кое што е со седиште во Лондон, меѓутоа јас работам тука од Скопје. Мојата секојдневна посветеност ја поттикнува пред се желбата да се помогне на секој поединец, на заедницата, на општеството во целина, да се направи промена кон подобро, која што пред се значи социјална правда, значи демократичност, значи подобри човекови права и секако пред се остварување на правата на оние кои што се најмаргинализирани, социјално обесправени и ранливи групи во секоја заедница. Мојата улога пред се е советодавна, консултантска. Мојата експертиза во последните 20 години ми овозможи многу да се надгранам во делот на оно што значи сексуално и репродуктивно здравје и права, и на тој начин практично да им помагам на организациите кои што се наоѓаат во балканските земји, како и тие подобро да работат во своите земји со цел да допринесат кон подобрување на нивните тамошни политики, регулативи, подобар пристап до здравствени и социјални услуги за младите, жените пред се, секако и ранливите заедници. Мојата порака до младите е волонтирајте. Мислам дека вложувањето во неформалното образование е особено важно за еден човек покрај формалното образование со цел себе се надградува постојано и секако да ги развива и да ги усовршува своите капацитети, бидејќи тоа дава една друга димензија. Јас целиот мој живот постојано учам, постојано се надградувам преку неформално образование и мислам дека тоа ми донесе голем успех денес. Верувам во потенцијалот на оваа земја поради тоа што пред се сакам Македонија. Тука сум решил да останам, да живеам, да работам. Верувам поради тоа што луѓето кои што живеат и со кои што сум обкружен ја имаат таа ведрина, топлост, грижливост, така да мислам дека нуди потенцијал оваа земја за понатаму. Единствено кој што е потребно е самата држава многу повеќе да вложува во образованието и во здравството во нашата земја.